со цел да информираме јавноста за серија случаи за кои владата на Република Македонија побара истрага од Министерството за внатрешни работи, како и започнување на постапка од страна на Државното правобранителство. Станува збор за специфични набавки, тендери, како и договори со кои постојат основани индиции дека со нив е направена штета на буџетот на Република Македонија. Случај 1. Резервација на авиобилети. До Министерството за внатрешни работи е поднесено барање за спроведување на истрага за сторена повреда на одредбите од Кривичниот законник за начинот и процедурата за набавка на авиобилети од страна на Службата за општи и заеднички работи на поранешната влада во периодот од 2014 до 2017. Имено, по распишан тендер за јавни набавки со цел ангажирање на фирми кои ќе вршат резервации на авиобилетите, биле склучени рамковни спогодби со повеќе компании со цел секогаш да се избира најповолната понуда. Тоа што е утврдено од страна на службите во владата на Република Македонија е дека одговорните лица во службата за општи и заеднички работи по тендерот и по потпишаниот рамковен договор доставувале барања за понуди исклучиво до една од компаниите, со што истата ја донеле во повластена положба и ја фаворизирале, иако биле обврзани тоа да го прават од сите. Сметаме дека со оваа постапка е нанесена штета на буџетот на Република Македонија. Материјалите за овој случај и за наредните два кои што ќе ви ги представам денеска ги имаме испечатено на CD во електронска верзија и ќе ви ги дадеме на сите вас поединечно. Случај 2. Сомнителни набавки во акционерско друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор од страна на фирмата Атриум. Исто како и во првиот случај, владата на Република Македонија до Министерството за внатрешни работи испрати барање за спроведување истрага во врска со начинот и процедурата за набавка на стоки и услуги од страна на фирмата Атриум за периодот 2012-2017. Во согласност со документацијата со која располагаат службите на владата на Република Македонија, постојат индиции дека се користени дампинг цени за стоки и услуги за кои реално се знаело дека нема да бидат набавувани со цел компанијата Атриум да биде најдобро рангирана во тендерската постапка и да се доведе во повластена положба. Во реалноста, компанијата Атриум од Вевчани извршувала занатски услуги по единечни цени кои се повеќекратно повисоки од пазарните. Така, на пример, ќе наведам само неколку примера. Селење од вселени станови, единечна цена час 20.000 денари од еден час работа. Изработа и монтажа на дрвен излог по метар квадратен цена 16.000 денари. Во материјалите кои ќе ги добиете имате повеќе ставки, можете да навлезете во повеќе детали. Во тендерската спецификација се барале услуги и добра за кои однапред се знаело дека нема да бидат набавувани и за истите биле понудени единечни цени кои се неразумно ниски, со цел кумулативно на крајот на тендерската постапка оваа компанија да биде најдобриот понудувач. Како, на пример, изработка и вградување на метални прозори. По метар квадратен, цената која што ја дала Атриум, 98 денари, додека реалната пазарната цена за оваа услуга е 4800 денари. Набавка и поставување на противпожарни апарати од 6 килограми, парче, Атриум доставува цена од 98 денари, а реалната цена денеска на пазарот во Македонија е 9000 денари. Владата на Република Македонија бара Министерството за внатрешни работи да истражи како е можно фирмата Атриум однапред да знае кои производи на овој тендер требало да бидат набавувани, а кои не требало да бидат набавувани. Последниот случај за денеска е случај 3 или консултантски договори. Владата на Република Македонија достави барање за мислење до Државното правобранителство во врска со договорите за ангажирање на лицата Александар Никовски, Џорџ Р. Пери, како и Јешуа Шуки Глајтман, кои биле надворешни соработници на поранешниот премиер Никола Груевски. Потписник на овие договори е тогашниот шеф на канцеларијата на Груевски Мартин Протугер. Постојат индиции дека потписот на Мартин Протугер е во спротивност со членот 6 од одлуката за формирање на канцеларија на председателот на влада на Република Македонија, со што овие договори би биле ништовни.
Повеќе материјали, како и барањето за спроведување истрага, кое што генералниот секретар на владата го испрати до Државното правообранителство и до МВР, како што ви напоменав, имате во документите, ќе ги видите точно членовите. Сега во интерес на времето ги поминувам само на кратко. Исто така очекуваме и мислење од правообранителството дали трошоците кои што тогашната влада му ги одобрила на соработникот на Груевски Александар Никовски може да се сметаат како трошоци за службени активности. За да сме појасни, дел од трошоците ќе наведеме, а дел ги имате во материјалите. Покрај месечниот надоместок од 3000 евра, кој што бил редовен за време на неговиот ангажман, соработникот на Никола Груевски потрошил за авиобилети над 30.000 евра, угостителски услуги 23.000 евра, карактеристично шише вода чинело 5.400 денари. Остатокот го имате во Excel фајловите. Такси и превод и превоз 5.500 евра, подароци 2.500 евра, други трошоци 6.000 евра. Александар Никовски, значи, на име трошоци, според документацијата со која што располага Генералниот секретаријат на владата на Република Македонија, потрошил 70.500 евра, дополнително добил на име месечен надоместок, кумулативно 147.000 евра, или советникот на Груевски Александар Никовски од буџетот на Република Македонија добил 217.490 евра. За овој договор и останатите, кажав неколку пати, ги имате во материјалите. Ви благодарам на вниманието.